Вчерашниот обид на пратеникот од Социјалдемократскиот сојуз Диме Велковски непосредно пред изборот на новата влада од собраниската говорница да ги одбрани актуелните земјоделски политики, по кој знае кој пат ги стави контра себе македонските тутунопроизводители. Според Велковски, за време на нивното владење, а споредено со она на претходната власт, и откупните цени, но и субвенциите отишле значително нагоре. Не само што има субвенции, туку тие субвенции се и покачени. Ке ја земам пример, нашата традиционална земјоделска култура тутунот, за кој што само таа има закон, каде што имаме диригирано производство. Значи 2018, 2019, 2020 година килограм тутун е откупен по 214, 217, 220 денари. Оваа година половина е веќе откупен тутунот, цената е 191 денара за килограм. На ова, огорчено и револтирано, веднаш возвратија непосредните производители, кои велат дека ако се земат предвид севкупните енормни зголемувања на сите производствени, но и животни трошоци, годинашните откупни цени биле катастрофални. Вчерашната изјава на еден од пратениците на СДСМ дека тутунот во Македонија се откупувало по 200 денари просечна цена, не е точна. Исто правя компарација дека во 2014 година тутунот бил 117 денари, во 2015 таму не знам колку бил 115 до 120 до 130 денари. Реално на тие трошоци на живот и сега кога ќе испоредиме овие трошоци на живот, оваа цена што сега моментално ни се пласира негде околу просечната цена во Македонија околу 197 денари, не кореспондира со трошоците спрема живот што ги имаме ние како тутунари. И на социјалните мрежи тутунарите не ги штедеа своите коментари на револт и гнев. Тие пишуваат дека се било лага, дека цената на тутунот не била 220 денари, туку просек 170 денари, што било резултат на преполовените количини во однос на минатата година. Кило масло во време на СДСМ е 96 денари, а во време на ВМРО беше 56 денари, коментираат тие. Инаку, според тутунарите, и повторниот избор на новиот министер за земјоделство, Љупчо Николовски, бил целосно погрешен избор, бидејќи, како што објаснуваат, тој заедно со Трајан Димковски веќе се докажале како гробари на македонското земјоделство. Тутунарите бараат министер кој се разбирал од земјоделие, а не правник кој не знаел ни за од земја.